Добра вечер. Ја лично мислам дека сте уморни од политичките дебати и дека полека мораме да се враќаме кон животот. А животот вели, за едно-две недели најголемиот дел од родителите на основците ќе бидат под стрес каде да се запишат во средните училишта. За 2 месеца не ќе знаеме кој каде ќе отиде на факултет. Сите сме преоптоварени со перцепцијата и информациите дека пола од Источна Македонија се празни, дека ќе ни недостигаат 1000 лекари најмалку во следните 5 години, дека IT програмерите на слободниот пазар се најбарани и често може да бидат дефицитарна струка. И наспроти тоа имате неколку фрапантни податоци. Дека имаме 182.000 активни баратели на и работоспособни, од кои 50% практично се без елементарна квалификација за да бидат обучени за одредени вештини. Најголемиот дел на невработените се во Скопје, 15.000, во Тетово 12.000. Значи, од 950.000 активно работно способно население, 760.000 се вработени. Но тоа не е основниот параметар кој ја прави социјалната мапа. Вечерва разговараме како Македонија да се подготви за да биде оспособена за конкуренцијата на образованието и вештините. Една индикација која допира до мене е дека се поголем број на сомневање кај странците има дали во Македонија ќе најде работоспособна сила која може да биде преквалификувана со одредени вештини со кои ги бараме. Дали при тоа така нареченото дуално образование, половина во средно образование, половина практика, ќе ги даде ефектите, а тоа е најмалку велат 1 декада. Како се поврзуваат, јас би рекол, трите столба на македонската перспектива. А тоа е средното образование, високото образование и бизнес заедницата. Моја вечерашни гости се Кирил Барбареев, универзитетски професор и уште малку подекан во УГД, Штип, Универзитетот Гоце Делчев, за настава. Ентони Пешев, односно Мирослав Цветковски до него, млад професор од АСУД Зборо Петрушевски и бизнесменот и еден од водачите на Стопанската комора, Антони Пешев. И благодарам. Мирослав Цветковски со 30 години и со завршен електротехнички факултет, како се сместивте во средно образование? Со оглед на тоа дека вашата струка е дефицитарна. Интересно прашање. Можам да кажам, тоа е склоп на околности. Јас завршив први гимназија како голем број од денешната младина што тежне е да заврши гимназија. Се запишав на факултет, потекнува нормално од Источна Македонија, на електротехничкиот факултет во Скопје. Студиите ги завршив 2014 година. Повторно се вратив во родното место, 1 година работно искуство во индустрија и склоп на околности повик кој не се одбива, повик од АСУД. Се вработи во АСУД првин како стручен соработник за компјутерска техника, а потоа постанав и професор по електрогрупа предмети, односно електротехника, електроника и електрични мерења. Добро, тоа се стручни предмети. Да, тоа се стручни Уште предмети. малку човечка dimenzија. Имате ли чувство на инфериорност дека работите во едно средно техничко училиште кое инаку ние родителите по дефолт ги сметаме за пониско рангирани во нашата перцепција дека сите треба да одиме во гимназија? По завршувањето на мојот факултет сметав дека една од најголемите грешки ми беше што завршив гимназија, бидејќи после гимназија никаде не си насочен. Едноставно си или мораш да продолжиш на високо образование, или ќе се помириш со фактот да работиш во некоја околна компанија. Препорачувам, секогаш им препорачувам на новите ученици, идни наши ученици, идни
универзитетски студенти да се запишат стручно образование, бидејќи тоа е еднината. Не може една држава да биде успешна ако немаме економија, ако немаме кадар кој ќе биде вработен во индустријата. Асуц беше пред една декада, мислам една вака прилично, без оглед важеше правилото кој го изгубил своето дете, го нашол во Асуц, меѓутоа и покрај тоа, од 1200-1300 ученици сега се сведени на преполовени сте. Да, моментално сме преполовени, да речеме преполовени. Ке нас гравитираат 600 ученика во неколку струки, тоа се сообраќајната, машинската и електротехничката струка. Ги имаме образовните профили техничар за патен сообраќај, техничар за транспорт и шпедиција во сообраќајната струка. Има ли некој од компаниите кои ви тропе да вика дајте ми одман 50 работници? Имаме доста компании кои ни бараат. Кој занимање ги бараат? Највеќе ги бараат од машинската струка, односно како најдефицитарни кадри се тука каросерискиот механичар кој е склоп на автолакер и автофарбар, заедно со припремач, и автомеханичарот и автоелектроничарот. Значи, сите оние кадри кои се насочени во автоиндустријата или давање на услуги од автоиндустријата. Професор Барбареев, со оглед на тоа дека долго време се занимавате со образовниот процес вака како преокупација научна, а и со оглед на тоа дека сте за проректор за настава. Каква е перцепцијата која инаку вели досега правевме правници, економисти, а го испуштивме трендот да се суша билото на пазарот на труд? Добро вечер и благодарам на поканата. Темата образование е сериозна тема во нашето општество и можеби една од клучните теми кои што во изминатите 25 години никогаш не е ставена како тема од која што всушност се поврзани сите други теми во ово општество како клучни теми на кои што треба да разговараме. Состојбите во образованието, и тоа не само високото образование, туку на сите нивоа во образование, е поразително. Значи, тоа е темата на која што во моментот во било кој подсистем на образование, ако седнете да разговарате, ако ги видите резултати, тоа што вчера се појави, што е тоа што се случува со извештаите на Државниот просветен инспекторат за практичната настава во средното стручно образование, состојбата со младите, состојбата со функционалното и писменото знаење на сите нивоа во образование е поразително, бидејќи во изминатите 25 години образованието е тргнато сериозно на страната, тоа е маргинализирано, тоа е понижено и е оставено на ниво да се бори со ентузијастите и оние луѓе кои што имат некаква... Да детектираме. Ако ова на овој начин енергична критичка обсервација излегува од вас, што е дефектот? Ние досега живеевме илузија дека сите сме, речиси, доктори на науки, да не зборувам дека сите одиме на магистратури, на докторати со толку факултети. Каде е дефектот? Предполагам дека не е само во дисперзијата. Не, дефинитивно не е во дисперзијата, затоа сметам дека проблемите во образованието е повеќе слојно. Значи, вие денес имате ситуација во која што никој во изминатите 10-15 години не правил планови и стратегии што се случува со демографијата, со наталитетот, со миграцијата, со иселувањето на младите, а при тоа мрежата на основно, на средно и на високо образование е таква каква што вие разговаравме пред емисијата и тоа ќе го спомнеме. Значи, никој не спомнува колку ученици се запишуваат во средно, каква е потребата на пазар во труд во 90-тите години, каква е потребата на пазар на труд денес, што е тоа што се случува со високото образование и каква е мрежата на високообразовни институции поврзани со средното образование. Ако ја направите таа анализа, ќе ве заболи главата. Ќе видите внатре дека постојат недефинирани број на студиски програми, повеќе од 600 студиски програми. Ќе видите дека бројот и интересот на запишување на 600 Да, по студиски програми, значи кои ќе ги поделите на факултети, ќе видите
колку има за машинство, за електро, за општествени науки, за хуманистички науки, видите каде тие после тоа се запишуваат. Дали интересот на бројот на студенти кои што влегува ќе е таков кој што ќе излегува. При тоа се барат вработување на универзитети, мрежата се зголемува и бидејќи никој не водел грижа, никој не се секирал што е тоа што ќе се случува и дали има потреба за отворање и креирање на таква мрежа на средно образование и на високо образование. Од тука прашањето кое што според мене треба да се постави во изминатите 15 години што се случува со образовните политики и дали креаторите на образовните политики во овие 20 на години имаат визија за својот образовен систем, бидејќи сите луѓе во Министерството во изминатите 25 години доаѓаат од некакви седници, конференции по Совет на Европа, по европски конференции, кои што ги кажуваат препораките, кои што ги кажуваат тенденциите во Европска Унија, кои што се случуваат, кон кои што ние стремиме да стигнеме. Ама тоа е, доста се занимаваме со минатото, освен ако не учиме од грешките. Јас имам едно просто прашање. Сега станува прилично интересна студија на големи бизнисмени, на големите универзитетски центри, кои се 30 професии кои ќе бидат во времето на роботиката и ова најексплоатирани, нели? Да. И за чудо, освен овие роботика и информатика, и сметководители, и банкари и така натаму. Дали ние воопшто, вие како универзитетски центри, се занимавате, направивте една логистика и да му кажете на општеството, видите, баталите, ова се што ние правиме овде, ова се професиите кои на светскиот пазар, на меѓународниот пазар ќе бидат доминантни. Чомовски, проблемот за да се направи тоа е во тоа што тука не е изградена културата. Тоа не може да го направи само универзитетот. Проблемот во нашето општество е што не постои концепт на споделена одговорност. Денес моделите во образование не се линеарни како што постоеле во минатото. Моделот е создавање на мрежен концепт, на споделена одговорност во кој што стопанството, министерството, универзитетите, локалната самоуправа заедно ќе седнат и ќе го изградат концептот, бидејќи тие заедно учествуваат во она кое што всушност треба да представува потреба на пазар на труд. Емав прилика да видам што значи дуално образование во Шведска. Зошто Scania, Siemens, например, ако земете да ги видите тие концепти и сега ќе речете па можеби Шведска не е пример за споредба. Не, Шведска е пример за споредба. Бидејќи единствената разлика помеѓу нас и нив е во тоа што тие изградиле систем на вредности и на критериуми. Siemens има средно образование, средно училиште во еден град што е помало од Свети Николе и тоа е центарот на Siemens во Шведска, центарот на Siemens во светот. Тоа средно образование е на Siemens од 12 компании во кои што државата, локалната самоуправа направиле концепт на бесплатно образование во кампус, во кој што одговорноста на пола управен одбор во училиштето е на бизнис заедницата и на државата заедно. Значи таму не може само директорот да носи одлука. Таму одговорноста какви компетенции вие создавате внатре, колку се тие мерливи, одговорноста е директно на тие што ги финансираат од буџетот наставниците, директорот и бизнис заедницата веднаш го тоа мери и го гледа. Ајде чуеме бизнис заедницата. Антони Пешев е во три својства тука. Едно е дека е еден од првите IT индустрии, односно еден од првите собственици на IT индустрија, IT компанија, потоа е непосредно врзан со Стопанската комора на Македонија и трето што е меѓу другото и родител чии две деца се надворот од земјава. Да почнеме од чувството дека Стопанската комора како да дува веќе нема луѓе. Нема работни места, нема работници. Менаџерите се загрижени, предприемачите се загрижени. Па не, А од друга страна велиме 182.000 невработени. Па не, добро. Ако се вратиме назад и значи не дуваме од скоро. Мислам дека повеќе од 10 години колку што јас сум активен во комората, перманентно само за тоа говориме, дека Македонија мора да си го подреди образованието спрам потребите на државата. Ние створивме во државата едно имагинарно чувство дека нашата држава се наоѓа на врвот на технолошкиот развој, дека треба да имаме максимално едуцирани деца кои на крај ќе завршат со магистерски студии, со докторски студии и дека после таа работа ќе седнат некаде на некое угодно место и нема да работат ништо. Тоа никаде во светот не функционира. Мислам, тоа е тотално погрешна перцепција за тоа каде иде светот, заради тоа што светот прво многу внимание посветува на многу други работи, освен на тоа колку нивоа на едукација сте поминале.
Да не говориме тоа што и професорот го кажа, дека квалитетот на образованието со сите овие години се повеќе иде надолу, не се адаптира према потребите на економијата, слабо ги прати новите трендови, прво и заради тоа што мислам дека преокупирани со политичките случувања во државата, како да заборавивме дека државата треба да работи некои нормални работи, како што е едукација, бизнис, да се ствара нова вредност, да се генерираат, како да сме перпету мобилна држава која само ќе се храни на политичките качувања горе и доле. Па дури да беше тоа така, не можеме да го издржиме темпото да имаме толку многу случувања во политиката. Чекавме да дојдат избори, дојдоа помина. Чекавме да дојдат локални избори, дојдоа помина. Чекавме да дојде формирање на влада, дојде помина. Сформиравме влада. Повторно, чекајте малце, сега ќе дојде. Едно време викав уште папата дојде, и папата дојде, па и помина и та работа. Доаѓаме до ситуација кај што веќе не можеме ништо да правиме, мораме се бавиме со тоа што и ние базична работа. Да едуцираме деца, да се бавиме со бизнис, да ствараме нова вредност и до тоа да функционира како нормална држава. Ама тие сите помина, а овие што треба да дојдат, домашни и странски компании, викаат, ние сме сериозно во искушение, особено странците, дали има добра ситуирана работна сила и луѓе кои се подготвени за вештини. Па добро, знаете дека комората веќе подолго време се наоѓа во таа една динамична структура на преговори со особено представниците на германската влада. Сакаме да пробаме да го донесеме тоа дуално образование фамозно во нашата држава, затоа што токму заради тоа што го говорите. Имаме тотално нездрав диспаритет на профилот на работната сила. Имаме преедуцирани огромна маса на луѓе и имаме неедуцирани луѓе. Она у средината некако не стана и тоа малку што го имавме заради тоа што се отворија пазарите на работна сила во Европа, Америка, Канада, Австралија, нашите skillful, значи полни со знаења, да кажеме, мајстори, спремни луѓе, полека лизгаа према пазарите кои им нудат подобро место. И ние останавме сега затечени у целата работа. Имаме преедуцирана работна сила која заради слабиот раст на економијата не може да ги постигнува оние резултати. Имаме неедуцирана група на луѓе кои не можеме да ги лесно да ги инволвираме во системот. Вие фино говорите, меѓутоа дуалното образование дури сега да почне удре да се спроведува, нас ни треба десетина години да влезе да се видат ефектите на таа. Најмалку 4, еден циклус на најмалку 4, ама не говориме за ни треба период на прилагодување на наставните програми, профилот на кадри што цело време само тоа се говори. Денеска имате ситуација во која веќе десетина години имаме недостиг на заварувачи, а заработуваат како не знам, 2 пати повеќе, 3 пати повеќе. Камионџи нема. Ај оставите ги заврши, камионџи нема. Апсолутно, ма тоа пазите, светот веќе поинаку гледа на образованието. И обично знаете како, прво што обично јас сакам да се фатам за некој репер, таму каде што не ценат. И ова година World Economic Forum, нели ја прави таа листа на компетитивност, го отварам овогодишниот извештај, нас не нема. Прв пат се затнеме ситуација, би не бевме лошо позиционирани. Таму во претходниот извештај бевме на околу 68 место и бевме предначевме пред сите земји у регионот. Оваа година у регистарот во кој 98 од светската економија беше анализиран, нас не нема, а заедно со Гвинеа, Хаити, Сејшелските острови, Свазиланд, ние таму сами себе се сврстуваме во таа работа. Од позиција во која сме биле напред, сега сме назад. Дали е тоа намерно, дали е тоа ненамерно, и да е намерно и да е ненамерно, лошо за нас говори. Заради тоа што ги има сите наши конкуренти у регионот, нас не нема. Чекајте, сега ние велиме дека имаме високо едуцирани луѓе с поглед на формалните пристапи на образование. Меѓутоа, каде е диспаритетот? Од толку високо образовани кадри, ние немаме и дали имаме воопшто добра волја тие луѓе да се адаптираат на пазарот на труд, без оглед дали завршиле правници, завршиле филолози или било што. Првичните студии сега што ги правевме во комората укажуваат на нешто што уствари не се ни надевавме ние. Не е квалитетот, лошиот квалитет на средното образование или профилот или позицијата која ќе има децата кои ќе завршат средно стручно образование. Менталната матрица на нашите семејства
е таа што предприемничкиот дух. ги тера децата да идат на факултети и да завршат високо образование, а да не идат по линијата на стварање на вештини и знаења кои може веднаш да се употребат во индустријата. Значи клучниот хендикеп на нашата држава е менталната матрица, предубедувањето на нашите семејства. Тоа е неверојатно и тоа се покажа како еден од клучните проблеми. Она што е битно да се знае дека што и да направиме сега, значи ние не сме уникатна држава во светот, тоа ќе биде ќе мора да се менува во движење. Светот веќе, како се вика, научил дека ниту има една научна програма или наставна програма која ќе донесете денеска и по неја ќе едуцирате деца следните 20 години. Тоа никаде не функционира. Сега во овој момент, значи знаењата што се потребни во овој момент на светската економија во последните 5 години не постоеле. Значаен дел од нив. Воопшто не биле ставени во анализа, не биле ставени во квалитетите кои треба да ги има еден работник. Да не говориме тоа дека во индексот на знаење кои треба да се евалуират, 70% не постоеле. Значи, ние имаме ситуација во која на страна тоа што ние слабо го пратиме трендот, него светот толку брзо се менува, што ако ние не седнеме да се посветиме на таа работа многу сериозно, ќе останеме во ситуација да економијата нема работна сила, а луѓето седат без работа и понатаму. И доаѓаме до ситуација на пукање. Да не говориме тоа дека Европа сега ги отвори ширум портите за секој што има малку знаење. И она што е битно, дека веќе светот не бара класично самообразование. Повеќе се бара вистинско знаење. И кога видите денеска во светот има два табора, луѓе што се залагаат за хипер силно образование, како што се тоа во америчките центри за образование, каде што се ствара као наводно супер квалитетните научници, и луѓе кои не мислат баш така. Вклучено е Елон Маск, кој ја води една од најпрогресивните компании во светот. Он тврди дека образованието, светското образование е тотално на погрешен пат. Барбареев, има една друга работа која мораме да отвориме. Развојот на средните училишта, освен ова што беше со право, тоа е нашата семејна фрустрација, кај ни одат децата, нели, во гимназија по секоја цена, како што и за Цветковски важи. Прашањето дали се обратната релација, дали вие како универзитетски центри им велите на средните образование во наредниот период ќе недостигаат вакви кадри, вие оспособете се да привлечете такви среднисти. Гледайте, тоа е една тема во која што дали тоа циркулира, како вие сами викате, општествена јавност или заедничка акција? Повторно ќе кажам, значи тоа не е само тема на универзитетите. Универзитетите можат да го прават тоа и го прават, и некои луѓе постојано го зборуваат во изминалите 20 години и во оваа држава и во светски рамки за овие анализи кои што се потребни. Тука е прашањето нешто друго, што ние не разбравме кога влеговме со Болонската декларација, односно со Болонскиот процес, кога Македонија 2003 ја потпишува Болонската декларација. Болонската декларација не е трансформација само на образовниот систем. Болонската декларација е паралелно трансформација на економијата, на политиката, на културата, на вредносниот систем внатре во општеството. Бидејќи сега кога ќе се отвора поглавието образование, тоа е заедно со култура и млади. Образованието е поврзано со сите млади во општеството. Темата на средното стручно образование, на дуалното образование, на мотивацијата на останувањето на младите е истата тема. Зошто? Заради тоа што вие додека отворате дуален систем на образование, млад човек кога оди во дуално образование во Германија, во Франција, во Шведска, тој има сатница 10 евра во втора година средно образование. Тоа значи дека тој по завршување има избор да остане со таа плата или со мала разлика да се мачи да оди на високо образование за да стекне диплома. Најголем дел од луѓето што одат во дуално образование остануваат во стопанството и повеќе им одговара да остануваат во стопанството. Зошто? Затоа што се мотивирани. Тие системи создаваат предприемнички дух на заедница на универзитети и средно уште додека се тие средно. Тоа значи дека вие сте земја во моментот каде што студентите се уште не можат да работат додека студираат. Има владата донесена одлука за дуално образование уште минатата година и веќе можеме да кажеме да во неколкуте ТИРС има непосредно поврзување меѓу странските компании со домашни средни училишни центри во Прилеп, во Кавадарци, во Битола. Цветковски вас ве прашувам, како ви се подготвувате за, да речем условно, за дуално образование? Ако ви фалат фарбари, дали правите тоа? Дали ги успособувате деца за таков тип на вештини кои го бара пазарот на труд?
Да, ние ги успособуваме учениците за каросериски механичари. Претежно одзивот на деветоделенците е многу мал, пак ќе се навратиме на она, не се запишуваат во стручно образование заради желбата на родителите и одзивот е многу мал. Ние нон-стоп ни барат, еве во последните неколку денови, односно претходниот месец, имавме еден отворен ден или да речеме сајам за вработување или сајам за кариера во кој 11 компании, големи компании, дојдоа во нашето училиште и направија интервјуа со 100 ученици од завршните години. Тие 100 ученици нормално беа од сите струки, но има голем број од компаниите, има една забелешка каде се каросериските механичари и каде се автоелектроничарите. Има друга забелешка која Барбареев е спомнаа, тоа е инспекторите образовни детектираат, а тоа е дека кон праксата, кон практичната настава се пријаѓа прилично формалистички. Децата не се научени дека од тоа зависи работно време и изучување на вештини. А истовремено мислам дека и кај делот, кај фирмите, исто така постои еден формализам. Па делумно да, постои. Ние како училишен центар имаме и собствена работилница. Голем дел од практичната настава, практичната обука се обавува токму во таа работилница, составена од 6 оделенија. Не можеме да кажеме таму дека е формална, таму нашите ученици работат, имаат работно време од 7, исто како останатите, до 3 часот. Можеме да се пофалиме со еден меѓународен проект, подржан од Erasmus+, во кој 10 ученика до 12 ученика од трета година одат на практична обука во странски држави. Претходните години беа Шпанија и Литванија, ова година беа во Словенија, во овластени сервиси, работеа 12 дена, на крајот од таа обука добија Европас сертификат кој што е признат секаде во Европа. Значи, не е дека и практичната настава слабо се реализира. Се реализира. Имаме и компании кои што, еден како аномалија можам да го кажам, не се доволно запознаени со кадрите кои што се обучуваат во средните стручни училишта. Посетивме одреден број компании, пример, тие од нас бараа заварувачи. Значи, потребно е едно поврзување и на комората, и на работодавачите, и на средните училишта. Вас и Барбареев прашувам. Во Штип има прилично развиена ТИРС, Johnson Controls и локалните средини. А и во Скопје. Сте пришле вие кон странските компании кои доаѓаат да прашате кој правец во наредните 3 години ќе барате за да способиме одредени луѓе за вештини? Добро, ние имавме една акција пред 4 години во кој што повеќе стопанственици од Штип и од регионот доделија неколку стипендии во кои што има директна комуникација со студентите индивидуално. Но тоа е, како да ви кажам, тоа не е решение. Ние сега зборуваме дали постои формула за системско решение. Системското решение е кога приватниот сектор ќе има интерес од тоа што студентите ќе дојдат на пракса. Ние не развиваме таков концепт, бидејќи вие сега за да пратите на пракса во било која фирма, тие ќе ви речат добра, што имам јас сега од праксата со овие 20 студенти тука. Кој е мојот кар како фирма? Тој треба да ангажира луѓе кои што треба да одат со студентите, треба да губи време и што ќе работи неговиот работник, а тој ќе треба да го плати. Прашањето е сега како универзитетот, државата и бизнис заедницата ќе речат за овие 20 студенти, бизнис заедницата го има овој интерес, факултетот го има овој интерес, студентите на крајот од месецот го има тој интерес и сите имат интерес. Ние општеството, затоа велам дека клучниот момент е Министерството за образование и владата. Таму мора да дојде атмосферата за да се создаде овој амбиент на работа. Дали може еден студент во петок, сабота и недела да работи и да заработи? Дали може АСУЦ, средното техничко училиште, да има производство и како училиште да има заработка и студентите на крајот во летниот период да си поделат по 500 евра заработка од тоа што разработиле нешто. И при тоа да се реши и данокот, и училиштето, и директорот, и младите да заминат со некаков буџет. И он да го постави прашањето зошто да ја напуштам јас државата ако во летниот период заработив 1000 евра од тоа што го работев овде. Тоа е прашањето што во Македонија не се отвара. И мене ми е сериозно прашањето дали ние имаме волја ова да го решиме или не сакаме да го решиме. За да се реши ова, значи директорот на ПИСА, овој што ги прави клучните истражувања. Јас разговарав со човекот кој што
го одговарал прашалникот кога Бугарија влегувала во Европска унија 2007 година, темата образование. Имав прилика да го прашам директно човекот зошто Бугарија после 2007 влезе во Европска унија, нели? Сега е 2019. Зошто после 11-12 години се уште на ранг листата на ПИСА е над 50 место? Значи, таа е Македонија 67, три држави се после нас. Доминиканска република, Косово и Алжир. Бугарија некаде 45-50. Зошто има слаб развој во образованието? Вика, знаеш што ни кажа во Брисел за тоа? Вика, тоа мора сами да си го направите. Затоа не очекувајте од нас. Тие теми сами внатре во општеството ќе си ги отворете и ќе си ги решават. Значи, клучната тема овде во општеството е, бидејќи политиката знае, таа мислам дека многу добро знае дека од образование не се добиваат избори, ама од образование се губат избори. Реформите во образованието се мачни и долгорочни, но тие го решават прашањето на многу теми во ова општество. Ама ако останеме на ова статична позиција, тешки се и за решавање така натаму, отиде возот. Да. Станците не сум сигурен дека ќе дојдат, ако се повеќе има индиции од мои извори дека Volkswagen меѓу другото не ја одбира Македонија заради едно субвенциите, а второ дека испитувањето на пазарот на труд зборува дека не можат така брзо да се екипираат со толкав број на вработени. Па знаете како, не можете до бескрај да ги одложувате одлуките во врска со оваа работа, чекајќи до тие сами од себе да се решат, а вие да не носите никаква одговорност за таа работа. Значи, болна, неболна реформа, успешна, неуспешна, вие мора да пробате да направите. Она што во овој момент може да си го поставиме како прашање, дали имаме капацитети да се спроведува таа работа, но затоа ако немаме капацитети, ќе си викнеме експерти кои може да ни кажат како да се спроведе. Не мораме ние да ги измислиме топлата вода во бойлер ако треба да се измислуваме од нула. Ние треба да си прашаме клучното прашање. Кој е тој што ја менува глобалната најстрашната матрица, тоа дека нашите семејства не сакаат да ги упатат своите деца во реална економија. И мислам дека тука има еден феномен кој уствари државата самата себе си го направи, покајќи си унога. Што направи она? Ние направивме дека јавната администрација створи еден феномен што во економијата се вика монопсонија, тоа е обратно од монопол. Кога имате, да кажеме, мало место, многу луѓе што бараат работа, а само еден рудник кој запослува. И тогаш сите само еден, не он монополиста, него он може да бира колку сака од луѓето во местото. Ние што направивме? Кај нас таков феномен направи јавната администрација. А за да влезете во јавната администрација, постигајќи ги критериумите за вработување на ниво на високо образование или дури магистарско ниво, вие направивме дека сите треба да трчаат по што е можно повисоко ниво на образование, за да може да се запослат во јавна администрација. Зашто? За да не работат ништо. Тоа е таква малформација која уствари државата треба да си реши да каже. Или тоа во минатото што зборија учи за да не работиш. Да учи, тоа треба да се прекине. А за таа работа нити јас не можам, нити професорот, нити било кој, нити средно училиште може да го. Државата мора да каже стоп. Нема више запослување во јавна администрација. Не може да имаме ние најголема јавна администрација на светот. И знаете како, сега ми е комотен сум, не сум политичар и кажувам дека многу ни администрација. Веројатно ни еден политичар нема во овој момент шанса да го изусти тоа. Зашто? Сите што ќе дојдат тука викаат многу администрација, да реформи ќе правиме. Мора, ако да, во ред тие реформи. Ние не видовме реформи. Знаете како, јас сум во бизнисот толку години, повеќе од 30 години сум во бизнисот, цело време се заговара реформа на јавна администрација. Ама има една аура на општествена клима. Едно време, во моје време беа правни економски факултет, по 2000 народ ќе се запишат. Сега ми се чини де факто можеби следиме некакви светски трендови. Излезе IT индустријата како најкурентна на пазарот и финки, електротехнички, сите запишуваат многу. Ја вас ме прашувам како бизнесмен, за колку време можете да способите еден програмер да не биде студент на информатичките факултети? Па ја мислам дека ќе беше, јас стално го говорам тоа, дека пошто како работодавец сум се сретнал со многу профили на дечки, морам да кажам дека имате една комоција во тоа дека кога некој завршил високо образование, полесно го моделирате према потребни вештини за информатичка индустрија. Заради тоа што има едно силно предубедување дека во информатичките компании работат само најспремните и најпаметните деца кои имаат голема глава или кои им собира повеќе. Не е така.
Информатиката има многу позиции во кои може да се вклучат многу луѓе. Дури мислам дека на некои места јас бев сведок на луѓе кои завршуваат едно образование, а после 2 години динамична дообука или сертифицирање, си ја работат. Сведок сум на стотици градежни архитекти, инженери кои помина низ мојата фирма, кои се преусмерија у кодирање и дизајн на веб страници или работа со што е блиску до нивниот сензибилитет, или тие што програмирале, да кажем што били инженери во градежништво, работат алгоритми или работат се прилагодуваат на новиот момент. Значи што е битно? Да се свати дека информатичката индустрија колку и да произведете, ние ќе им најдеме место. Немате невработени во информатичари во овој момент. Ако ги има многу, тие си одат. Но нашата задача е да створиме многу и да им дадеме шансата тоа што ќе го работат таму, кај нас го работат за малце пониска плата од таму, али многу помали трошоци на живот. Она што мене, например, го сигнализиравме како погрешна перцепција, дека поставувањето на параметарот кој е нивото на кој треба да се подигне данокот на платите, ние говоревме дека за IT индустријата воопшто не треба да постои. И они викаат, како барате тоа? Па тоа го направи на Романија. И затоа направи од себе европска велесила за информатика. Значи, мора да имате отворена глава и подготвеност да влечете такви тврди потези. Ние сега, сакајќи малце да продаваме мала, како сега, социјална демагогија, ние ги рековме, богати се луѓето што заработуваат 1500 евра. Ја ви кажам дека информатичарите во Европа заработуваат од 3000 погоре. И сега ние не можеме да кажеме дека се тие богати кај нас, а тие се истите тие деца кои треба да куќат куќа, да си купат стан, да купат. А што е најстрашно, информатичарите имаат рок на траење. Не може да имате информатичар како мене 55 години. Тој не е информатичар повеќе. Тој може да биде менаџер, тој може да биде раководител на проект, меѓутоа за во делот на програмирањето, кодирањето, они имаат рок на траење како атлетичари, како гимнастичари. Значи вие го користите свежиот, паметен млад човек во годините кога е он најспремен. И не треба да си го потроши 4 години едуцирањето во универзитетите. Ова ќе ме мрза се универзитетите македонски за што зборам. Ама јас мислам дека клучното работа е дека нив им треба влезната V0 во бизнисот, а нека ни ги дадат нас 2 години малце низ работа да ги има и една друга работа. Зошто 2 години да не дојдат да работат кај вас, а после не ходат на факултет? Денес се започнати тие трансформации во Соединетите американски држави. Веројатно тоа многу брзо ќе дојде и во Европа и на другите места во светот. Денес сега се поставува прашањето дали може да биде процесот обратен. Бидејќи образованието, високото образование во Америка се силно почитува заради тоа што имате после добра работна позиција и одлична кариера. И сега се поставува прашањето, бидејќи голем трошок образованието, дали може, бидејќи исто стопанството, но и родителите не се задоволни од функционалноста на резултатите кои што доаѓаат од високото образование, таму го поставуваат обратно прашањето. Заедно бизнис заедницата и универзитетот. Вие прво ќе влезете во стопанството на работа и во пакет ќе добиете диплома од високо образование. Тоа значи дека бизнис заедницата, тоа значи дека секое општество во светот сериозно ги бара луѓето, талентите и оние кои што имаат припремнички дух 5 години пред да се запишат во образование. Тоа е тоа што ние не може да го разбереме тука во овие 25 години. Ние мора да ги прашаме младите, мора политичарите, локалната самоуправа да ги праша кај се ти гледаш после 5 години од твојата возраст по завршување на средното образование. Знаете кој градено во тие центри во Европа и светот, затоа што тие сакат да ги задржат и да бидат инженери и да развиват локалната средина во која што живеат. Ние создаваме, вие верувајте, разговаравме со колегата. Ви имате во АСУЦ кој што се запишувал 1200 ученици, сега се запишуваат 600. Ви имате на универзитетите, секој ден потпишуваме потврда за заминување на студенти надвор од Македонија за работа на 3, 5, 6 месеци по сендвичари, по бродови, а при тоа државата финансира од буџетот средства за образование и професионален развој на студенти. И при тоа не го поставувате прашањето и не го гледате дека вие мора потитно да преземете некои сериозни мерки. Па ви имате 1500 средношколци од Македонија што ќе заминат сега на студирање во Словенија со бесплатно високо образование, а кај нас се уште образованието се плаќа. Значи тие теми мора да дојдат од, знаете, во оркестарот диригентот ја дава интонацијата. Тој ги прави ритамот. Добро, имаме една нејаснотија на одреден начин. Еден позитивен пример е баш Мирослав Цветковски, електроинженер, така? Да, електроинженер. Кој наместо во условно кажам на фабрики во производство се адаптира и станува наставник, односно професор. И тоа е можеби една од професиите и животните прекупации да се адаптираш на околностите на пазарот. Меѓутоа
што правиме? Дали има дефект во огромниот број на студии, студиски групи и факултети, има 27 правни студии, например, или е дефектот во тоа што немаме доволно стручни образовни центри? Дефектот е на повеќе места. Дефекти има и во ова што го зборувате, дефекти има и во мрежата, дефекти има и во квалитетот на кадарот, дефекти има во генерално во образовните политики. Но постојат, знаете, на филозофски факултет постои предмет реформи, постои предмет воспитно образовни, се изучуваат реформите како се прават во еден воспитно образовен систем. Постојат цели студии во кои што е кажано дека клучната работа за трансформацијата, една од многуте клучни работи е профилот на човекот кој што влегува во воспитно образовен систем. Дали тој кој што станува наставник, сонувал да стане наставник или станува наставник само заради тоа што сега му се пружа работа, 10 години бил без работа во општеството, бидејќи контекстот бил таков во овие 20 години. И сега ви имате различни нивоа на проблеми во општеството. Вие немате стандардизиран систем. Што е тоа наставник во нашата држава? Што е тоа услови за работа? Видете, ние уште разговараме во општеството дека прозорите треба да ги сменеме во училиштето, дека нема топла вода во спортската сала, дека нема лаборатории за природни науки во основно и средно образование. И при тоа, со тие прашања уште се сечат ленти и се зборува дека се реформира вие се системот. адаптиравте. Како ги регрутирате наставниците во АСУЦ? Машинци, да речем условно стручни кадри кои се предполагам сега со текно време ќе станат и екологистите атрактивни. Кај ги регрутирате? Наставниот кадар? Наставниот кадар нормално доаѓа од двата технички факултети, машински и електротехнички факултет. Во минатото имале првина на регрутација низ практична настава, односно за да дојде наставник на теорија, под теоретска настава, мора да првин да помине практична настава. Одреден период поминува наставник по практична и потоа преминува во теоретска. Додека денес не. Денес се објавува оглас, одредени квалификации мора да исполнува и положена и од машински предава... Не може директно, значи мора да има нели положена педагошка доквалификација и потоа да положи стручен испит. И тука нема предрасуд дека тоа треба да го положиш за да си најдеш доколку се гледаш како наставник и сметаш дека тоа е твојата една професија, да. Вие сте млад човек што завршува во средно образование. Кај другите наставници чувствувате некоја фрустрација, кај сум залутел во средното техничко училиште АСУС, например? Завршиле машинско... Може би во некое друго училиште, не сакам да ги навредувам другите училишта, но во АСУС не, ние сме, можам да се пофалам како едно од најдобрите средни стручни училишта по опременост, по услови за работа. Сега имаме една аномалија, тоа не е до нашиот центар, тоа е општо до средното стручно образование, бидејќи немаме поголем дел од стручните предмети учебници. Да. Значи ние мораме со наша литература, односно она што го имам изучувано на факултет или странска литература, да обработам и истата потоа да ја прилагодам за тие ученици од средното, односно... Тоа е двојно прилагодување, поверете. Сакам да го кажам следното. Зборот компетенции или способности. Клучните реформи на концептот на образование започнува таму. Компетенциите или профилот на способноста, каде утре ќе работи еден средношколец или еден студент кој што завршил некој вид на студии, ги креират заедно стопанството и универзитетите. Зошто? Заради тоа што ако јас сум професор по некој предмет и предавам, не знам, култура на говор, кај деца од 3 до 6 години, мојот предмет треба да биде некаде мерилив утре на студентот кој ќе работи во училиште или во градинка. Каде тие 2 вештини, 5, јас како наставник и другите 30 мои колеги сме му ги дале. И тука стопанството треба да го види квалитетот преку мене, односно преку факултетот или универзитетот, дека јас таа компетенција сум ја дал. Тука е мојата одговорност каква оцена сум упишал јас на студентот. И тука е затоа зборувам за споделена одговорност. И тука сега доаѓа прашањето. Сега вие гледајте парадокс. Значи немаме учебници, а креираме компетентен систем на кој што некој треба да предава. И ние немаме учебници, можеби, не знам, 5 години по некој предмет. И сега како е таа тема поврзана на компетентивноста на ученикот кој што завршува некој предмет со описот на работниот профил кој што внутре ќе го работи. Значи тоа се теми кои што, како да вика, тие се теми решени во почетокот на 20 век во индустријско создавањето. Имаш една димензија.
врзана за вишок факултети и наставни програми, дали е тоа соодветно меѓу средните училишта и високото образование? Не, има тотална прво, анализата наша што ја правевме покажува дека имаме прво енормен пад на бројот на запишани средношколци во средното образование во Македонија. Значи од 88.500 во 12-13 школската година, 17-18 имаме само 71.500 запишани средношколци во 131 редовно средно училиште, од кои 117 се јавни средни училишта, а 14 се приватни средни училишта. Значи, овие 71.500 ученици во средното образование се запишуваат, пазите, 131 средно училиште, имаме 136 факултети кои имаат 56.000 студенти. Тоа значи дека огромен, масивен број на средношколците продолжуваат да се едуцираат во високото образование и да не говориме дека една огромна маса на професори кои се подобро платени, за жал на професорите во средното образование кои треба по мене веднаш да бидат субвенционирани, да им се подигне платата на ниво на да кажеме високо образование. Зашто? Одговорот е прост. Заради тоа што сакаме таму да се запишуваат квалитетните, едуцирани млади луѓе кои сакаат да се занимаваат со образование на младите луѓе. Значи, мораме да тргнеме од тоа дека треба да имаме добри едукатори за да имаме добра едукација. Има уште еден животен парадокс. Сум забележал неколку случаи. И во Штип, и во Скопје, во Прилеп не сум бил. Шумарски факултет завршен. И еден има завршено филолошки. Без скрупули се ангажира на лентите на некој по-високо работно место од технолошките зони. Без скрупули се студентите и завршените студенти кои на пазарот на труд не може да најдат работа, да работат во кафулињата. Меѓутоа скрупули има да завршат средно техничко, да се дообразуваат, вештини да стекнат на пазарот на труд. Зошто е тоа така? Тоа е така прво заради тоа како сме ние воспитани во нашето општество. Значи тоа е еден подлабок проблем, социолошки проблем. Умните држави преку образовниот систем градат култ кон три најважни нешта кај граѓанинот. Тоа е култ кон образованието и почит на вредностите на образованието, култ кон семејството и култ кон работата. На тие три темели се почива воспитно-образовната компонента кај еден човек. Ако вие направите една анализа зошто еден млад човек не сака додека студира да работи, да заработува и да биде келнер. Од друга страна, тоа може да биде и следното прашање. Дали еден млад човек кој може да заработува 12 или 15 илјади денари како келнер се доволни за него и може да остане во контекстот во кој што тој сака да работи, наспрема отворените можности со кои што може да замине на некоја друга работа, каде што ќе му се почитува и работно време, каде што ќе има други вредности, каде што ќе има и време за одмор и викенд и така натаму. Тоа се теми на кои што ако земете да ги разглобувате, ќе наидете на повеќе прашања на кои што индивидуално ќе наидете на одговори, но системски тие теми повторно не се реши. Заради тоа едни од темите за менувањето на менталитетот, на предприемничкиот дух секаде во светот, средношколците се обидуваат да работат и да се вработуваат и да се ангажираат. Сега скоро бев во Словенија, влегувам во еден супермаркет во сабота, во недела. Овде пишува на девојчињата кои што работеа во супермаркет, јас сум студент на економски факултет, овде сум волонтер, на пракса извинете ако ви грешам. Ако ви нешто сгрешам. Значи, тука системот направил некакво повразување за да може тој студент и да му олекне да му олесни на бизнис секторот во тој период кога нема да го плати вработениот, а од друга страна да го мотивира тој млад човек овде кој што студира. Ако добро запамтив, послушате 1500 средношколци ќе заминат во Словенија на студирање. Така ми кажа сега скоро во Словенија дека на универзитетот во Љубљана повеќе од 1000 студираат од Македонија. Значи Словенија има бесплатно високо образование. Тој всушност и таму се иселуваат младите. Но знаете што ми кажа тој ректорот на универзитетот во Копер? Вели, ние празнината која што нашите заминуваат по Финска, по Британија, по Германија, пополнуваме со Босна и Херцеговина, Македонија и Србија. Значи они барат тие во изминатите 3-4 месеци декани, ректори доаѓаат на овие простори и нудат запишување на млади луѓе во Словенија. Вие ако направите една анализа колку млади луѓе заминуваат и сега се поставува прашањето зошто еден млад човек
би студирал во Штип, Битола, Тетово и Скопје или би студирал во Љубљана, ако овде се плаќа, таму е бесплатно. Ако контекстот му е таму таков како што му е, Австрија, Италија, друг стандард на живот и уште поотворени можности. Берзата на многу пофлексибилна Значи, и ние сега тука треба да го поставиме прашањето како ќе се интернационализираме, ние можеме ли да донесеме тоа што го прават сега другите? Како ќе ги отвориме тие можности? Тие можности сами универзитетите без отвореност на Министерство за образование, на стопанство, на локална самоуправа, без стратегија, тие не можат да се решат сами од себе. Цветковски, дали вашите завршени матуранти заминуваат на факултет или си бараат работа? Кои се вашите екзактни вакви согледувања? Дел од матурантите, особено оној дел од сообраќајната струка, дефинитивно заминуваат на факултет, се гледаат на сообраќајниот факултет, додека оние од машинската струка, 4-годишното образование, тие половични. 50% заминуваат на факултет, 50% веќе работат. Значи, она што е добро, сега да не испадне дека го фалам нашето училиште или дека ние сме нешто најдобри, дел од учениците уште во текот на завршувањето на студиите, со обавување на таа практична настава, добиваат одредени компетенции и вештини и тие се препознаени од голем број на сервиси и нормално компании, односно фабрики. И имаат можност по завршувањето директно да продолжат со работа кај нив. Пример ќе го дадам, образовниот профил автотехничар, мехатроничар, тој во 4-та година има практична настава кај работодавач. Односно, еден ден во неделата е задолжен да оди на практична настава кај одреден работодавач. Значи, тоа што го каже и професорот, дуалното образование мора да влезе кај нас. Ќе ја земам и јас пример Словенија. Во Словенија, во прва година, еден ученик оди на практична настава во самата работилница во склоп на училиштето. Во втора година оди во некој од овластените сервиси 2 дена во неделата. Додека во трета година, кога завршува, тој прво полугодие е на теоретска настава, второ полугодие целосно во сервис. За тоа зема 80% од платата што ја зема првотениот. Тоа ли е можното решение? Тоа е, меѓу другото, едно од оние можни решенија. Она што цело време го говориме исто така дека кај нас воопшто не се посветува внимание на неформалното образование. Ни се случува дека на курсевите што ги организира Масит, например, во изминатиот период во еден глобален проект финансиран од странци, се покажа дека на онолку места на колку што се отворија за преквалификација и до едукација за да кажеме тие компјутерски вештини, мислам дека имаше повеќе од 20 на едно место, пошто не се плаќа тие, беа финансирани од страна. Значи ние фактички имаме шанса да преку неформалното образование на брзина децата што сакаат да фатат приклучок кон една или друга струка, особено во дел од новие вештини за компјутериве, тие пошто ви реков не се бара од сите програмери да имаат врхунски знаења од програмирањето. Се бараат и луѓе што знаат да бидат со пониско образование или бар обучени да работат општи вештини. И многу е битно да се каже дека иднината на светот иде во тој правец. Некој сега истражување што го правил Светскиот економски форум укажува на тоа дека децата кои сега почнуваат да се едуцираат во средното образование, до крајот на својот живот, според некои статистики, најверојатно ќе мора да променат 11 професии. Значи, колкава ќе биде динамиката на промената на работното место. Ние на тоа воопшто не сме размислували. Во Германија и сега 6 во еден работен век 6 професии се менуваат. Тоа сакам да кажам, ние треба да се навикнеме на тоа дека не може да бидете цел живот програмер, не може да бидете цел живот гимнастичар, не може да бидете цел живот, значи она што е битно дека веројатно цел живот може да бидете адвокат, претпоставувам. Ама за другите професии во светот има рок во кој сте подготвени и спремни тоа да го работите. После тоа треба да им најдете на луѓето полека мигрирање према другите сектори во кои може човекот да си го фати приклучокот. Па ќе видите дека најголемен дел од земјите што се ориентирани према земјоделие, Данска, имаат огромна информатичка индустрија.
Компатибилни се. Така е, да. Заради тоа што во подоцнешните години луѓето полека мигрираат према не класично земјоделие, него према секторите кои се блиску до земјоделие. Дали тоа се чаја? Гледате си еден пример каде кога зборувам за таа мрежа колку е важно. Значи во изминатите години ние имаме субвенции во земјоделството, нели? Колку? По 180 милиона или 200 милиони годишно. 640 милиона во Сега, последната декада. може ли во една таква стратегија на државата да не е вклучено средното стручно образование во еден таков концепт и земјоделските факултети во Македонија? Да не е вклучено, ако е Кавадарци, регионот кој што е познат светски за вино, може ли тоа да не биде местото каде што ќе го направиме најдобриот факултет за вино во светот и со тоа да биде најдобриот бренд во кој што ќе се вклучат тие вински компании заедно со универзитетот, државата и да го направиме елитниот центар да биде таму? Можеме ли? Можеме. Проблемот е дали ние имаме волја тоа да го направиме и дали ќе ги воведеме овие параметри да го направиме тоа. Така да прашањето всушност тука е мене во сите овие, како да кажам, песимистички работи кои што ги зборувам, има една работа која што ми дава некаква надеж, а тоа е дека мала земја во која што има вакви проблеми, ако реши да прави нешто, може и брзо да ги реши проблемите. Бидејќи ние сме, видите, 80 средни училишта. Тоа, ако решите да го создавате стандардизацијата на системот, вие во еден ден ќе го контролирате стандардот во државата. Што не гледачи следите дебата, каков образовен систем ни треба, како ќе ги оспособиме нашите деца на новите услови на пазарот на труд, дали станците може да ни избегаат поради недоволно оспособена работна сила или поради заминување на работа креативните кадри надвор од државата. Кирил Барбареев, Университет Гоце Делчев, професор Антони Пешев, бизнисмен и Мирослав Цветковски, професор во АСУС Боро Петрушевски. Малку реклами, а потоа не ве оставам индиферентни. Еве ви компетентни соговорници, предполагам дека разговарате и во рамките на семејството од дедо до татко до синови. Размените си мислење, прашајте ги што мислат, во кој правец ќе оди економијата и пазарот на труд и образованието. Следете не, после рекламите се враќаме во студио со директни ваши телефонски вклучувања во рамките на граѓанскиот форум.